Утринското кафе и она кое што Марија го подготвува секое утро, убави минути да ги слушнеме различните утрински ритуали или за тоа како започнува денот, а денот индивидуално на секој од нас му започнува на различен начин. Она што можеби е слично, се разбира се оние утрински пијалоци кои што се составен дел од тие утрински ритуали, најчесто утринското кафе, исто така многу често и чајот или оние пијалоци и комбинации кои што ги прават и досегашните наши соговорници со кои што се вклучуваме и се слушаме секој утро на еден ваков начин, а тоа се нели оние буст мали пијалоци кои што знаат да дадат една одлична енергија за почеток на денот. И тоа е често случај и кај нас во нашата кујна во утринска нателма, каде што изборот го правиме токму на различните пијалоци со кои што го започнуваме денот, но и си го разубавуваме утрото. Сакаме да го разубавиме утрото и на многумина од вас, за оние кои што не следат и кои што добро го започнуваат денот. Петок е навистина убав ден, се заокружува неделата и се подготвуваме за викендот. И во нашата рубрика Утринското будење се будиме секој утро со некого, или се будиме, или веќе разбудени разговараме за она кое што е, се разбира, најважно во тие утрински моменти. Па ова утро за тоа ќе ја прашаме и нашата гостинка на еден ваков начин, а тоа е Валентина Грамосли, која што е актерка во Битолскиот театар. Валентина, добро утро, убаво утро и добар почеток на денот. Добро утро и добар почеток на вашиот ден и на утринската програма. Би сакала да ја искористам оваа прилика да ви честитам новогодишните празници вам и на сите гледачи на телевизија Телма. И се разбира, моето утро го започнувам со кафе обично, но во некогаш би сакала да направам промена и тоа обично е какао. Со мед, така да секако било кој пијалок да го одберам, денот почнува супер, но ето јас како актерка не сум навикната денот да го почнувам толку рано, како дене, но кога најчесто започнува, Валентина, за вас утрото, односно денот? Па да, најрано се будам во 8 часот, сепак не многу точна, бидејќи веќе во 10 часот почнуваат пробите, па така да во 10 часот треба веќе да сум будна, раздвижена, треба веќе дикцијата да ми е совршена за да можам и да бидам будна и да бидам спремна за почеток на проба. Така и за таа подготовка и за она кој што го носи секојдневието и сите тие работни обврски кои нели за различна професија си носат своја одговорност, сакаме и многу е важно тој утрински дел, поминат со омилениот пијалок, како што и во случајот спомнавте кој е вашиот, е некако особено важен за добро да стартува денот, па колку на тоа давате важност и внимание, да речеме кога се одвојува време во утрото, нели половина час, на кого како му е потребно нели времето, за да едноставно нели така и започна денот организирано, а не хаотично како велиме. Секогаш сум гледала да бидам организирана и секогаш го планирам времето, навистина, затоа што во утрото, утринските часови секогаш ги искористувам и да ги средам некои домашни обврски кои што ги имам и да успеам да се средам себе си, да изгледам добро и да бидам спремна за работа. Затоа што да, навистина треба да се издржи еден напорен ден, доколку сум ангажирана, имам проби и предпладне и попладне, така да морам да бидам организирана. А утрата сигурно ги користам максимално за да успеам денот да ми биде организиран. Така е. Ова утро започна малку порано, се разбира заедно со утринска нателма и нашиот разговор и додека ние зборуваме, ние нели во различни емисии или во нашите секојдневни изданија со различни соговорници во овој дел од утрото во нашата кујна си подготвуваме или некој пијалок или некој мини оброк. Ова утро мојот избор, бидејќи сум сама, е топол чај. Во случајот изборот е чај од хибискус и веќе си го подготвувам за да можам и да уживам во утрото со топлиот чај, што често е избор за многумина. И кога веќе зборуваме за утринското будење, расонување, утринските ритуали и добар старт на денот, добро е да имаме едно такво темпо или континуитет во текот на целата година. И сега бидејќи се слушаме за прв пат во оваа нова 2025, на чиј старт сме, а заврши 2024, која верувам и за вас е успешна и оставате онака со добра енергија и спомени од истата,
Ќе се осврнеме малку на крајот на минатата и почетокот на оваа година, се разбира. Зошто го споменувам тоа? Тоа е бидејќи крајот на минатата или негде кај ноември се одржа, односно имаше нова премиера во Битолскиот театар, која што остави впечаток кај публиката, како се разбери многу други представи кои што се на репертоарот, но оваа представа која е со наслов Повторно обединување на двете Кореи е една представа која што ја одбележа, да речеме, или беше добар завршеток на 2024 година, па може малку да споделиме и импресии со нашата публика денеска. Можам да кажам дека 2024 година на вистина беше богата година, затоа што почетокот веќе уште од почетокот на таа година, не само крајот на годината, него и почетокот беше многу важен, затоа што излезе премиерата на Хамлет, денот на убиствата од Олтес, која што работевме со режисерот и композитор Маријан Нечак, со која што навистина постигнавме големи успеси и патувавме доста, гостувавме во Полска, добивме награда на Инфант фестивалот во Нови Сад за најдобра представа на фестивалот, потоа следеа многу патувања, со гостувања со Бакхи, исто во Нови Сад, беа одбележени деновите на фестивалот, односно денови на Игор Вукторбица во чест на тој навистина голем режисер со кој што имавме чест да работиме. Потоа следеше исто премиерата, веднаш после Хамлет, имав само еден ден слободен, па следеше премиерата на Дното, представа која што ја работевме со Кендри Мријани, кој што навистина како режисер го почитувам и го сакам, еден наш македонски режисер кој што со кој што имавме и претходно прилика да работам, со Бо Артуро Уи, на Дното на вистина на Максим Горки, еден голем материјал кој што одлично го изработивме и кој што на вистина кај публиката имаше голем успех и ефект. Потоа следуваше Охридско лето, патувањата исто повторно во Врање со Брод за кукли, потоа како што кажа ти, веќе во ноември следеше премиерата на Повторното обединување на двете Кореи, која што ја режираше Јуж Зидар, еден млад режисер од Словенија и на вистина исто можам да кажам дека тој е режисер кој што ќе биде во списокот на моите омилени режисери, затоа што имавме еден одличен процес и една, како што кажа, одлична представа која што навистина имаше добар одек во градот и луѓето сакаат да ја гледат. Имаше луѓе кои што навистина беа потресени од темата, од начинот на кој што сите проблеми кои што се однесуваат меѓу маж, жена и генерацијски проблеми беше казан во представата. Така, направивме еден одличен осврт на 2024 и она кој што го носи успехот на Битолскиот театар и тоа е една добра мотивација, впрочем, кога се започнува и нова година. А ја започнавме оваа нова 2025-та, си постојат представи на репертоарот за сите оние кои што сакаат да бидат во публиката, кои што сакаат да поминат квалитетно време, а истовремено да погледнат и добра представа. И ова е одлична можност да кажеме кои представи се на репертоарот во моментот и што е она кое што е нели ваш дел или ваша улога во истите, во кои представи играте и она кое веќе го склопиме во една е следен план или нешто кое што би можеле да го најавиме во овој наш разговор. Да. Навистина, јануари ќе биде без оглед на празниците, веќе од понеделник почнуваме со репертоарот. Значи публиката се одмори од празниците. Сега можеме да почнеме со работа. Ги поканувам да дојдат на представите. Навистина репертоарот е разнолик и многу богат. Исто така морам да спомнам дека
Во ноември беше извадена и представата Георге Магаревски, која што сега ќе биде веќе на 13 и 14 ќе се игра, на 15 и 16 ќе се игра на репертоарот и ќе можат повторно да ја гледаат. Таа беше во чест на одбележувањето на 80 годишнината од театарот. Така да ќе можат да ја гледаат и на дното, ќе можат да ја гледаат и повторното обединување на двете Кореи. Имаме исто така и детска представа која што е Снежана и седомте ќуџиња. Така да има избор ово јануари, има избор за сите возрасти на публиката. Тука се и представите кои што се на репертоар се Војко Вања, Галеб исто така да навистина мислам дека Бидовскиот театар јануари нуди навистина една избор на представи и избор за секој вкус. На задоволство на сите битолчани и на оние кои што доаѓаат во Битола и сакаат да ги погледнат представите кои што ги има на репертоарот на Битолскиот театар. Добро е што во утре имавме можност преку ваквиот наш разговор, меѓу другото покрај утринските ритуали, да позборуваме, се разбира, и за тоа што е ново, актуелно и за тоа што вреди да се види и да се биде дел од истото. Па Валентина, благодарам за ова утринско вклучување и за тоа што денот петоков започна малку порано. Верувам малку повеќе време за утринските ритуали и добар старт на овој ден со кој што се заокружува оваа работна недела. Се разбира, се уште се наоѓаме во празнично расположение. Јануари ни е месец кој што ни е исполнет со празници, па и посакувам и пријатно празнично време со најблиските. И она кое што е ваш втор дом театарот и дружбата со колегите. Па во следна прилика верувам дека ќе имаме можност да се видиме и вака со ваше физичко присуство во нашето студио. Секако многу ви благодарам за поканата и за да учествувам во вашата програма и посакувам една богата и успешна 2025 година и вам и на сите гледачи. Ви благодарам. Успешна година во која што ќе имаме, се разбира, многу поводи за дружба, за информирање и се разбира многу представи кои што треба да ги проследиме.